место како што е плоштатот Скендербег, за да ви се обратиме во име на организациониот одбор на протестот. Протестирам албански. Целта на оваа конференција е да ве информираме за текот на организационите активности и како за тоа што се очекува да се случува утре. Како што веќе сте информирани преку соопштенијата од пред 2 дена, се албанскиот протестен марш, протестирам албански, ќе се одржи утре во Скопје. Маршот ќе тргне од паркот во Чаир во 17 часот и ќе продолжи по улицата Цветан Димов до семафорите на трговскиот центар Мавровка, од каде ќе се обрати десно кон владата на Република Македонија. Бидејќи пред владата повеќе време има луѓе што протестираат, ние ќе застанеме кај мостот Гоце Делчев, таму каде што е поставена бина од која ќе се упатат пораките на протестниот марш и ќе се одржат неколку говори. При овој повод сакаме да ја информираме јавноста дека овој албански марш е безпартиски амблем и ниеден субјект кој го поддржува нема посебно право над него. Поради ова, уште еднаш ги повикуваме сите албанци во Република Македонија утре заедно со своите семејства да излезат, да ги изразат силно барањата на овој протест. И на пресконференцијата набројувавме повеќе барања кои несомнено остануваат актуелни во интерес на нивната синтеза. Утрешниот протест ќе има само 3 пораки. Барање оставка од антиалбанска, инкриминирана и корумпирана влада Груевски Ахмети, расветлување на сите албански вистини во Република Македонија и барање на нов договор за Република Македонија. Кога сме тука, ја информираме јавноста дека се преземени сите потребни мерки овој протестен марш да се одвива на најдобар ред и мир без никаков инцидент. Убедени во ова, ги повикуваме сите албанци да излезат на овој протест со своите семејства, бидејќи овој ќе биде најсигурниот протест одржан некогаш во Македонија. Всушност, протестниот марш е мирен и во него нема да се дозволи ништо што може да го наруши ова. Деновиве имаме можности да слушаме многу различни коментари, од кои најчесто беше застапено прашањето зошто овој протест е ексклузивно албански. Затоа сакаме да објасниме дека овој протест е албански, бидејќи во кризата низ која поминува земјата, само албанскиот глас не е слушнат. Не е слушнато само албанското мислење. Според нас, албанците се отворени да дискутираат и за граѓанска држава и за деетнизација на државата. Но, пред се, ние треба да се договориме, да се затвараат меѓуетничките прашања. Се додека ние албанците сме дискриминирани само што сме албанци, не може да се однесуваме само како граѓани. Кога сме тука, дозволете во името на организациониот одбор на протестот, протестирам албански, да им се заблагодариме на сите тие албанци кои одлучиле да му се придружат на овој протестен марш. Иако нивниот број од моментот во момент се зголемува, а сега изнесува над 45 политички, невладини и други субјекти, како и високи личности од јавниот живот. Јас пред малку ги спомнав сите организации кои што не поддржуваат, затоа мислам дека нема потреба да ги повториме пак. Ви благодариме за вашето присуство. Ju falimderit për prezencën. Може прашање? Доколку сте заинтересирани за прашања, повелете. Не се једете интересуар për pyetje, атëherë kur да ради. Едно од вашите барања спомнавте дека е договор. На каков договор мислите конкретно? Тогаш господин Пахович. Значи, сето тоа што се случи во Македонија, по сите објавени бомби, затоа што сите системи сигурностни, правни се паднати во Македонија, ние сметаме дека на Македонија и треба еден нов договор на сите граѓани. Значи да седнеме, да отвориме процедура за редефинирање на државата. Без не во војни услови, без притисоци, да започнеме еден процес за да изградиме една нова, стабилна и развиена држава. Каде што албанците
ќе имаат свој устав, ќе бидат уставотворен народ во оваа држава. Значи, ќе биде одговорност ако дојде до инциденти, бидејќи имаме криза Да. во моментов и бидејќи каните и фамилии, тоа значи деца, ако дојде до... Во нашите пропагандни материјали ние сме поставени услови како треба да се протестира. Секој кој ќе дојде е поканет и треба да се придружува на условите кои ние сме ги одредиле како организатори. Сите тие кои излегуваат од оваа агенда, за нив ние немаме никаква одговорност. За начинот на кој ние сме го одредиле правилата на организација на протестот, за тоа ние држиме одговорност. Но со тоа што постојано повикуваме на мирен протест без никакви инциденти, мислиме дека на сите им е јасно дека не сакаме никакви инциденти. Сакаме да заслуша нашиот глас. Дали се добредојдени и другите граѓани освен албанци? Сите кои ги слушаат овие барања кои ги прочитавме денеска тука, сите кои мислат дека можат да се најдат тука, можат да дојдат и се добродојдени. Но под правилата кои сме ги одредиле за организација на овој протестен марш.